Големиот Живко Чинго ќе каже: не студи, не боли кога си има мајка. Ова е една приказна за еден прерано згаснат живот, за безвременската љубов кон мајката Рада Јаневска од ќерката Светлана Јаневска. Добре дојдовте во најновата епизода на емисијата Мамавизија. Пред 2 години Рада го губи животот, ја губи битката со ракот на грлото на матката. Незината ќерка Светлана од тогаш нежениот живот се менува диаметрално спротивно, добива поинаква димензија. Дополнително, незината тежина се дуплира бидејќи Светлана живее во Австралија. И последните, најтешките месеци, се до последниот здив на незината мајка, таа ги поминува без да ја допре преку интернет. Во продолжение, ќе ја вклучиме и ние преку интернет Светлана Јаневска, ја вклучуваме во живо од Мелбурн. Светле, благодарам што сте заедно со нас, благодарам што прифативте да зборувате за вашата животна приказна. Јас вас ви благодарам за отстапениот простор. Ве поздравувам сите во мојата убава и топла Македонија, а топла е во срцето. Поздрав до сите во студиото и се надевам дека наскоро ќе се видиме и во Македонија. И јас искрено се надевам дека во живо ќе имаме можност и прилика да се дружиме и да се запознаеме со вас. Верувам дека вашиот лик ќе биде и на огромна радост за многумина кои што ќе ве препознаат. Вие кога сте живееле овде во Македонија сте биле дел и од телевизиските екрани, па верувам дека и меѓу колегите и меѓу публиката ќе се израдуваат кога ќе го видат вашето лице. Јас морам да ви признаам длабок наклон кон вас, бидејќи навистина чувствувам огромна трема со овој разговор, тежина откако ја прочитав книгата. Верувам дека и овој разговор ќе допре до сите наши гледачи кои што изгубиле родител, кои што ја изгубиле својата мајка или оние кои што минуваат низ еден тежок период сега во моментот ако е нивната мајка или нивниот родител болен. Вие, Светле, напишавте книга, еден вечен спомен за вашата мајка, Летот на мојата гулабица, така ја насловивте оваа книга. Еден вечен спомен за вашата мајка кој што го напишавте откако ја загубивте. Може ли да ни кажете како дојдовте до идејата? Дали ова беше причината затоа што бевте далеку од неа, па на некој начин тоа ви беше една оддишка оваа книга? Од каде да почнам сега? Значи, љубовта кон пишаниот збор и кон некое си мое приватно творештво постоела од секогаш, дури во средношколските денови. Се уште во мојот дом некаде се кријат тие тетрадки кои што се исполнети со емоции, поезија и проза. Ги чуваше мојата мајка. Меѓутоа, сите тие емоции кои што јас ги чувствував по незиното заминување, едноставно почнав да ги запишувам. Не беше воопшто некогаш лесно во мене, меѓутоа зборовите си течеа. Мислата течеше, како наdoаѓаа спомените, како повторно се соочуваш со самата животна промена. Така да ете се заврши сето тоа, го споделив со мои блиски луѓе, пријатели кои што ми дадоа неизмерна поддршка и ме посочија кон таа насока дека ова не треба да остане некаде во фиока, како мој личен спомен, туку да го споделам со читателската публика која што сака да прочита нешто такво, дали ќе си најде оддишка, дали ќе си најде некоја подкрепа, дали ќе пронајде некоја сила во себе, бидејќи
Мојата приказна е дека мојата мајка ја губам. Меѓутоа, во светот постојат многу разни приказни, секоја боли на свој начин, ниедна нема мерило, без разлика дали станува збори за дете, за родител, за близок. Таа загуба е таа што секој од нас ја носи до крај на животот и со неа, свесно или несвесно, си изборуваме во секојдневието, бидејќи сепак животот мора да продолжи за оние кои што се околу нас, за оние кои што не сакаат и се уште им требаме. Значи, јас ја изгубив мојата мајка, меѓутоа и јас сум мајка. Така да, таа целина од сите тие мои записи, решивме да отпечатиме и да ја споделиме со читателската публика, токму оние кои што мислат дека би нашле нешто во тоа дело, така да го наречам. А кога си далеку, односно од самиот почеток, кога одлучуваш да заминеш надвор од Македонија и кога го пакуваш куферот, некако како да го пакуваш целиот свој живот и кога се поздравуваш со сите најблиски кои што остануваат назад во Македонија, ти продолжуваш чекор напред, некако подсвеста сама се поздравува со луѓето кои што ги сакаш. Некако подсвеста сама те подготвува дека еден ден некоја непријатна, иако никој не ја посакува, некоја непријатна вест ќе допре до тебе и ќе треба да се издржи. Вие живеете 17 години во Австралија и оваа книга е на некој начин еден ваш дневник. Јас така ја доживав вашите спомени, раскажувате и за убави, интересни моменти, не е се само тажно и покрај тоа што оваа книга е навистина многу тажна. Ајде да започнеме од почеток. Какви се вашите спомени за вашата мајка? Значи, кој е вашиот прв спомен за вашата мајка? Не можам да оделам прв спомен, ги има многу. Еве, например, највеќе ми недостасува кога се празниците во прашање. Бидејќи кога ќе се вратам назад во дејството, нашата куќа, особено за празниците, беше весела. Во книгата имам споделено приказни малку од атмосферата, да ја доловам на читателот како тоа било во нашиот дом, за Великден или особено за Божи, кога сме го празнували именденот на брат ми, значи, верувајте, куќата била преполна, била весела. Не било битно што ќе се најде на масата, битно била дружбата и целата таа топлина која што кога ќе се присетам назад во дејството и сите тие убави спомени и самите подготовки, некогаш денес ми е топла душата. Значи, кога ќе се почувствувам сама, едноставно ми треба мојата најдобра пријателка, се присетувам на тие спомени и некако чувствата повторно се измешани, тага со среќа што си го доживел сето тоа што го носиш во себе, си благодарен на некој начин, некако како душата да се подсмирува. А ситуации и спомени безброј, како например се сеќавам, она го обожуваше цвеќето. Многу пати со брат ми знаевме да ја направиме беја, значи да превртиме саксија, па да не кара, па не бев јас, он беше, или не, јас не, даде беше. Имало многу ситуации, или кога сме патувале на одмори, или кога се правело скара, особено за 1 мај, тогаш и роденденот на татко ми, секогаш сме биле надвор од Скопје, дали во Дојран, дали во Охрид, со најблиските роднини и пријатели. Едноставно, како сега овде да ми мирисаат рипчињата кои што ги пражеше мајка ми. Убавите спомени остануваат вечно, тоа е несомнено така, и вие имате за што да се сеќавате за вашата мајка. Колку што знам, сте живееле во Сарај, така? Вашето детство е поминато во Сарај, во Скопје. Како вашата мајка го прифати вашето заминување во Австралија?
Како го прифати? Како што многумина родители го прифаќаат сето тоа, мислам дека те бодри, а во суштина знае колку ќе и недостасуваш, го прифати со поддршка, го прифати со се ќе биде во ред, нели? Тука сме, сега сме и напредна технологија, секогаш тоа ни е некако утехата, мислам, на секој од нас. Ако се вратиме во минатото, не постоеле вака начини за полесна и побрза секундарна комуникација, така да бевме во константна комуникација. Верувам дека и било тешко, понекогаш знаеше тоа да го покаже, меѓутоа многу често тоа добро и го криеше. Благодарение на таа технологија, таа секојдневно ги поминувала сите мигови со вас. И во книгата раскажувате колку таа била се присутна во вашиот живот со вашите две синчиња. Може ли да ни раскажете каква беше таа врска со неа додека сте во Австралија? Комуникацијата беше буквално секојдневна. Значи и дечињата си ја бара, мојата мајка и беше 3 пати тука кај нас на гости. Ние сме дојдени во Македонија 3 пати. Колку толку физички таа поврзаност децата си ја имаа со незе и буквално секој ден си раскажува. Си го раскажува училишниот ден, знае да се пофалат доколку добиле нова играчка или доколку нешто ги боли да си прашат баба, нели, мама ме тера ова, дали да го земам нешто? Од народните лекови кога зборуваме. Дури имате раскажано дека дека има буквално искрена комуникација и долги разговори, особено со поголемото синче. Си кажува свој тајни, кој што никогаш ништо нема издадено, пример, на мене, на никој. Така да и на нив им недостасува многу, особено на поголемиот син. Знаеше како да им посвети внимание, да ги понекогаш дури и си играше со нив додека јас завршував некои своји обврски во домот или што се однесува на работата. Можев само да ги слушам како си играа, знаеше оно таму да им пушти цртан да си гледаат Маша и Медо или што и да одеше во моментот на телевизија, па они од тука да и покажуваат што они гледаат. Ја имаме бушавата азбука, ги имаме разиграни бројки, така да си имаа доста теми на разговор они тројца. всушност ја извршувала својата задача како баба и покрај големата далечина, таа пишувате во книгата дека ги чувала, тоа многу ми се допадна и покрај тоа што преку телефон сепак успевала некогаш да ги чува и да ви помогне и на тој начин. Кога последен пат се видовте со вашата мајка? Зборувам физички. Физички бевме во Македонија 2019. Тогаш мојата мајка не кажа дека има било каков здравствен проблем, а диагнозата ми ја соопшти во 2020 јануар месец. Откако вие се вративте? 2019 бевме во Скопје, 3 месеци поминавме прекрасно, си донесовме убави спомени, топли спомени, кои што ќе остана да живеат заедно со нас. Таа, откако вие заменувате, се враќате дома назад во Австралија, вие ја соопштила лошата вест. На кој начин ви го кажа тоа? На позитивен. Гласот ти трепереше, меѓутоа она родителското што секој родител го има во себе, нели, не се плаши, се ќе биде во ред. Веќе се што треба се превзема околу лечење, се ќе биде во ред, не е ништо страшно. Ќе се помине и ова, дел од животот. Позитивно. За да те смири како нејзино дете. Како вие го примивте? Како вие ја примивте оваа вест таму? Па во книгата се обидов да опишам, меѓутоа вела, не знам колку може некој тоа да го опише. Тоа се секунди, тоа се емоции, тоа се чувства и кај секој од нас се различни, зависно од врската која што си ја носиш према особата која се соочува со диагноза рак. Ајде да зборуваме за било кој тип на рак. Значи првичната диагноза е ударна, нели, никој не ја посакува.
како да го губиш тлото под нозете, како да те удара гром, како едноставно си велиш од тоа што се плашев, сега тоа го слушам. И на моменти дури навистина и немоќна. Затоа што целата борба реална останува на тој кој што си ја има самата диагноза, а сите ние околу таа личност можеме да бидеме безрезервна и позитивна поддршка, со совет, со молчење, со позитивна мисла, со заедничка борба, со истрајување во некои тешки денови кога проаѓаш ни сите тие терапии, хемотерапии, радиотерапии. Нези беше навистина тешко и на многу сите тие пациенти кои што се соочуваа со ракот на онкологија во време на ковид. Се смени едноставно, бидејќи мајка ми тогаш ја примаше хемотерапијата, на моменти и беше навистина тешко да го издржи оној притисок со кој што мораше да се соочи едноставно. И тоа некако си го балансиравме јас и она. Се обидовте да ја помогнете и на психички начин, со разговори, тоа и самите споменавте дека била ваша најдобра пријателка, но како се обидувавте да го пребродите здравствениот проблем? Се обидовте ли да најдете начин надвор да се лекува? Што се правевте, што се направивте вие како семејство за да ја спасите вашата мајка? Диагнозата доаѓа во време на ковид пандемија. Нези е кажано дека мора што поскоро да се почне со хемотерапија и зрачење, бидејќи ракот е неоперабилен, се извинувам. Пробавме да се стапи во контакт, значи и овде во Австралија и во европска земја. Меѓутоа, првичните информации беа дека ракот е доста напреднат, значи некаква си позитивна поддршка од докторска страна не постоеше или да речем беше минимална. Меѓу другото, од имелот што го добив од ќе кажам од Виена беше дека првично пациенти се примаат кои што се во државата, кои што бидејќи поради ковидот беа затворени, не постоеше никаква шанса да ја примат. И едноставно остана борбата да се изброди во Скопје, онака како што тоа го налагаше самата болест, диагнозата и докторите заедно со мајка ми. За жал, како што споменав, покрај тоа што далечината, што сте многу далеку, овој тежок период сте го минувале на некој начин сама со себе таму. Дополнително пандемијата ви ги отежнувала сите работи и за жал веста кога ја слушнавте, најлошата вест, најлошата реченица што може едно дете да ја слушне, се случува кога и како ви се менува животот од тогаш натаму? Веста е на Велики четврток, значи во припреми и пресрет на Великден. Ми ја соопштува брат ми. Значи, тоа е тоа, инаку со Незабе во постојан контакт, буквално до да не речам до самиот крај, меѓутоа ден-два предходно веќе не можев ни да ја слушнам, ни да ја видам. Беше на интензивна нега. Единствено кој што можеше да ја види тоа беше мојот татко и да ја испрати поздрав од нас и поддршка дека ќе се преброди и сето тоа. Значи, како да кажам, реалноста е тука, ја согледуваш, а подсвеста ти вели ќе успееме. Некако самата таа позитивна мисла, љубов, што ја носиме во себе како некоја позитивна емоција за личноста која што проаѓа низ тој тежок период и момент и едноставно велиш, едноставно не може да е тука крајот, нели?
Таа е примерот за мене цел живот, таа била борецот за мене цел живот. Ке го пребродиме и ова. Меѓутоа, судбината, животот, околностите, се си допринело најверојатно за целата таа ситуација и покрај целата лавовска борба и покрај сите надежи, сите обиди, мајка ми заминува. Но дали на вистина, кога ќе кажеме дека еден родител починува, на вистина некаде заминува или се уште е присутен меѓу нас? Што велиш, Светле? Па не знам како да кажам. Значи, пред се јас сум си верник, верувам во Господ, верувам во сето она кое што не учи Библијата. Верувам дека еден ден крилјата на мојата голавица повторно ќе ме прегранат. Дополнително, постојано се навраќам низ страниците на вашата книга, која што многу ме допреви, го кажав тоа и искрено. Раскажувате за тоа дека не можевте да го направите последниот поздрав со вашата мајка и да бидете присутни на незиниот погреб, но тоа го правите повторно со моќта на технологијата. Да, благодарение на сите мои роднини кои што се ги имам во Скопје и кои што и тие беа безрезервна поддршка како за мене, така и за моите родители во Македонија. Бев присутна цело време со сите тие мигови на простување и испраќање на до незиното вечно почивалиште. Едноставно, знаете како, тој што го доживеал, знае за што зборувам, а искрено не го посакувам на никој во животот да треба да го доживее, без разлика за која блиска особа станува збор, која што ја има во животот. На почетокот од книгата споменувате дека Рада била скромна, ведра, прекрасна личност. Со што се занимаваше Рада и ете неколку карактеристики за неа, како ја доживуваа незините пријателки, вие во семејството, која беше незината професија? Мајка ми работеше во текстил. Тоа е спротиметалски завод Тито. Не знам денес дали се уште постои, мислам дека сето тоа пропадна. Работеше таму целиот нејзин животен век. Таму се запознали со татко ми. Таму си ја започнали својата љубов. Инаку во суштина мајка ми беше тивок човек, кој што беше ненаметлива воопшто за било што. Ги сакаше цвеќињата, сакаше да посветува време на нас, не готвеше убави работи. Беше жена која што имаше своја убавина и беше представителна. И знаете како, на крајот од денот, реченицата кога ќе слушнам од татко ми, ти ја изгуби мајка ми, а јас жената што ја сакав. Ти ја изгуби мајка ти, а јас жената што ја сакав. Верувајте, многу тешко си ги голтам солзите да не ја покажам слабоста пред него. Ќе ми дозволите да кажам дека ја забележувам физичката сличност од фотографиите помеѓу вас и вашата мајка, прилично личите на неа. Очигледно и готвењето сте го наследиле од неа. Ќе споделиме со нашите гледачи дека вие готвите сладки, имате приватен бизнис во Австралија и ги правите највкусните сладки. Така пренесуваат тие што пробале, ние не сме пробале, се надевам дека ќе пробаме, Светле. Така се надевам и јас. Еве, пример, незините кифли рецептата од неза, јас тука повеќе од 10 години ги продавам. И во книгата се опишани се меки како памук. Така се викаат. Ги подготвуваше најчесто за Божик или кога ќе ни се најават гости. Така да рецептата ми од незе и се уште ја практикуваме, како што велат моите деца, кифлите од баба. Дали така ги насловивте таму, така се викаат, кифлите од мама, кифлите од баба? Така име името? Домашно така си ги велиме.
За самиот крај ќе ја споменам уште еднаш книгата која што беше повод за нашето запознавање со вас, Светле, Летот на мојата гулабица, книга која што треба да ги освести сите жени за редовни прегледи, покрај тоа што ја раскажувате од душа вашата животна приказна и губењето на вашата мајка. Вие давате еден апел и едно поттикнување за секоја една жена. Така, тоа ми беше и целта. Токму затоа книгата е преведена и на англиски јазик. Значи во книгата, освен што е на македонски, веднаш тука и преводот на англиски. Бидејќи сакам да допре до што поголем број на луѓе за подигање на свеста на ракот на грлото на матката, за навремени лекарски прегледи, за слушање на своето тело, за поквалитетен живот, подобар живот пред да дојде до самата болест, а не само до жените, нека биде тоа повеќе и до машките, бидејќи еве овде во Австралија, например, вакцината за ХПВ веќе се препорачува и ја примаат и машките деца. Значи, бидејќи причинителот на ракот на грлото на матката доаѓа токму од ХПВ, неговите 16 и 18 подтип како доаѓаат. Токму затоа во Австралија вакцинацијата веќе мислам е нормално прифатена и според нивните статистики се помалку има заболени од рак на грлото на матката. Книгата ја промовиравте и во Македонија и во Австралија. Верувам, бидејќи не знам колку пати ја споменав за време на овој разговор, гледачите ќе сакаат да си ја прочитаат. Има ли начин каде можат да ја најдат? Така, значи во Македонија целата промоција немаше да биде тоа што беше без продукција Златен Зап. Значи они застанаа позади мене и целата организација на промоцијата течеше преку нив, каде што на нивната платформа aurum.store може да се набави книгата, меѓутоа само во PDF формат. Тоа е за сега што можам да го споделам со публиката. Јас благодарам на сите кои што несебично завземавте дел во целата оваа, ќе наречам хуманитарна на некој начин акција, бидејќи мислам дека сите ние додадовме само една капка во морето за подигање свест и да се зборува малце повеќе за ракот на грлото на матката, за сето тоа што проаѓа едно семејство, колку аспекти од животот може да опфати. Значи не е само пациентот, не е само незината борба на жената, на мајката, на бабата, на војната, на кој да е. Не е нејзина. Значи сите треба да бидеме заедно со нејзи, да бидеме поддршка, затоа што животот е краток, секој спомен кој што ќе си го направиме и ќе си го носиме понатаму со нас во животот вреди и на некој начин ќе ни биде се поубаво. И уште официјално за крај, Светле, колку советите и начинот на воспитување од вашата мајка го применувате вие како мајка на вашите деца? Добро, секој пат во животот, нели, секој од нас си собира совет како што му одговара според карактерот. Меѓутоа јас применувам, ми се чини некој, како што ми рече, освен што наликувам на мајка ми, дека сум и како нејзе. Меѓутоа сепак имаме разлики. Јас сум многу потемпераментен човек од нејзе, она беше посмирена личност. Применувам многу совети, особено кога станува збор за децата или ни сето она кое што проаѓала она растејќи мене и мојот брат, бидејќи сепак сум имала некои здравствени проблеми, успевала ни сето тоа да проаѓа, да биде и мајка, и жена, да оди на работа. Така да применувам доста совети од нејзе. Меѓутоа, пред малку заборавив исто така да се заблагодарам и на сите луѓе кои што ме поддржа на австралиската промоција овде. И се надевам дека со
со мојата книга бара малку ќе успееме да дадам пред се поддршка доколку е потребна, а највеќе од се да обрнеме внимание на нашето здравје пред да биде предоцно за се. Светлана Јаневска, благодарам што бевте дел од програмата на Слободен печат. Благодарам што си ја отворивте душата пред нашите гледачи. Благодарам на стапеното време. Се надевам дека ќе се видиме повторно во студио во живо. И уште една голема благодарност до сите кои што дадоа свој придонес кон промоцијата, кон книгата, бидејќи се покажа дека навистина има хумани луѓе кои што сакаат да помогнат, не само да ми помогнат на мене, туку и да ја подигнеме свеста за борба против ракот на грлото на матката. Да, токму така, оваа безвременска, вистинска љубовна приказна за помеѓу мајката и ќерката беше и еден поттик за подигнување на свеста за секој еден да оди за редовни прегледи.